благодарам. Славица, впрочем, последната информација која што ни ја даде во твоето прво линковско вклучување е одличен вовед во темата која што ја отвараме со соговорничките во студиото 5 на македонската телевизија на меѓународниот ден на мигрантите, кој што е впрочем денешниот ден. Речи се секој седми човек на планетата Земја е мигрант на некој начин, но речи се 60 милиони страдаат и насилно се отстранети од своите домови и местата каде што живееле. Каква помош и поддршка нуди Црвениот крст и Сдруженијето на млади правници на граѓаните кои не по своја волја избегале од своите домови? Тема на која што разговараме со Сузана Тунева-Пауновски, Црвениот крст. Добро утро, Суза. И Бојана Божиновска-Силјановска, правник во Македонското Сдружение на млади правници. Ке започнеме еве со првата информација дека како феномен миграцијата некако беше дефинирана 2015 година. Имавме бројни настани како тајфун во Вануату, земјотрес во Непал, војна во Сирија, која што загрози околу 900.000 луѓе кои што мораат да најдат алтернативен начин и на превоз до своите нови живеалишта. Како Црвениот крст во оваа приказна и каде се вклопи? Да, всушност ние имаме добро искуство заради тоа што и кога се случаа немилите настани во регионот, во некогашна Југославија, кога имавме 55.000 бегалци од Босна и Херцеговина, па потоа од Косово 480.000, раселените лица 2001 скоро 200.000. Значи сите тие работи на некој начин ни направија дополнителна можност за градење на капацитетите на Црвениот крст. Всушност нашата мисија е и таква. Ние први влегуваме кога се случува криза и последни излегуваме. Во 2015 година прво почнавме со мобилни тимови на патиштата низ државата согласно потребите, значи прво се прави добра проценка, а потоа нели согласно потребите на терен се реорганизираме. Црвениот крст од 2015 година па се до денеска и се уште на граничните региони со Грција и со Србија. Нашето присуство е исто така во Центарот за странци во Скопје. Имаме исто така соработка со Сдруженијето на млади правници и со останатиот невладин сектор кој што за жал сега не го има во многу голема бројка за да работи со луѓето кои што се наоѓаат на терен. Ние сме значи тие кои што сме постојано таму и ако веќе зборуваме за бројки за гледачите, минатата година завршивме со негде 35.000 асистирани лица кои се уште транзитираат низ државата, а оваа година мислам дека негде ќе бидеме 60% од минатата година, значи имаме некој тренд на паѓање на бројка на лицата кои што транзитираат низ државата. Она што ние како Црвен крст го правиме е тоа дека сме дефинирани во оние 4 области, а тоа е хуманитарна помош, служба барање, тоа значи спојување на семејства, медицински транспорт, се она што значи поврзано со здравјето и заштитата на животот на луѓето. Нешто што исто така е многу интересно, ако гледачите го сакаат, тоа на нашата веб страна е анализата на одговорот на Црвениот крст од 2015 до 2020, што е тоа што научивме, што е тоа што го препорачуваме на државата и што е тоа што навистина мислиме дека е добро и добро сме го направиле. Кризата од 2015 па до денес, да кажам, ја одбележа една добра координација која што имавме на терен, меѓутоа нешто што загрижува е институционалната меморија. Тоа значи во државата. Сега имаме повторни избори, па повторно нови луѓе и цело време ние сме во нека ситуација да повторуваме некои работи. Меѓутоа генерално како Црвен крст мислам дека овие последниве 10 години направивме еден добар систем на одговор и действување при катастрофи и како советодавна улога што имаме во државата со властите во државата, мислам дека излегуваме во пресрет на потребите на луѓето. На прашањето која е улогата на Сдруженијето на млади правници во целава оваа приказна, одговорот е дека нудите правна помош. Како вид на правна помош, Бојана? Македонско Сдружение на млади правници од 2010 навака, значи веќе 14 години поред, токму такава асистира и дава бесплатна правна помош на барателите на азил, меѓутоа информација на мигрантите кои што поменуваат низ државата. Правната помош опфаќа информирање за нивните права генерално, меѓутоа и за правото на заштита и правото на азил, а понатаму и застапување во сите постапки. Ајде да видиме, заедно имаме вклучување, заедно ќе го проследиме од Министерството за внатрешни работи, таму треба да е колегата Благојчо Костадинов, ќе разговара со портпаролот на МВР Тони Ангеловски, па да видиме во однос на бројки и статистика какви се мигрантските текови за 2023. Какви податоци имате, Благојчо?
Така, Кристина, се јавуваме од пред Министерството за внатрешни работи, каде што зборуваме на тема мигранти. Знаеме дека 2023 бележи опаѓање на бројот на мигранти, но подетално ќе дознаеме од портпаролот на Министерството за внатрешни работи Тони Ангеловски. Добро утро и ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете во Македонија наутро. Околу статистиката, какви се податоците кај вас во Министерството? Најпрво добро утро вам и на вашите гледачи. Како што кажавте, оваа година бележиме тренд на намалување на бројот на обиди за илегален влез во државата. Во првите 11 месеци, значи заклучно со крајот на ноември, имаме околу 13.500 обиди за влез во државата, од кои што се разбира најголем дел се на границата со Република Грција, иако имаме и на другите граници помал број. Но сето тоа споредено со минатата година е некаде за 48% помалку обиди за илегален влез во државата. Од друга страна, спречувањето на ваквите обиди за криумчарење е во пораст. Имаме 7% повеќе случаи, односно вкупно 106 случаи оваа година каде што имаме спречено обиди за криумчарење на мигранти. Токму ваквата ефикасност на полицијата се разбира со поддршка, како што знаете сега на границата ни помага и Фронтекс. Токму ваквата ефикасност ги одвратува фактички мигрантите од тоа да се обидуваат да влезат преку нашата држава, се разбира со крајна цел земјите на Европската Унија. И затоа тие се почесто ја одбегнуваат нашата држава, а се обидуваат да преминат преку Албанија, Бугарија, нели оние други држави од каде што веројатно мислат дека можат полесно да поминат. Ги спомнавте граничните премини со Република Грција. Знаеме дека повеќето транзитираат крајна цел им е западноевропските држави, но дали има интереси некои остануваат овдека во Македонија? Апсолутно, значи сите што доаѓаат од надвор, целта им е државите на Европската Унија, знаете, најчесто Германија, но и другите земји. Немаме апсолутно никаков интерес фактички од овие лица за да останат во државата, туку едноставно ја користат само како транзит за да ја остварат својата крајна цел, а тоа се земјите од Европската Унија. Конфликтите во Украина, Русија, сега новиот со Израел, Газа, дали тоа значи нов бран на бегалци кои што ќе доаѓаат кон Македонија? Па, како што кажав, значи опаѓа бројот на обиди во нашата држава, иако според земјите на потекло морам да кажам дека фактички остануваат секоја година скоро исти, земјите на потекло. Тоа се оние земји каде што имаме кризи, каде што имаме сиромаштија, но и каде што имаме војни действија, како што е Сирија, исто така Мароко, Пакистан, Афганистан. Тоа се главно земјите од каде што доаѓаат оние лица кои што се обидуваат Македонија да искористат како транзитна земја за доаѓање во земјите на Европската Унија. Знаеме дека во минатото доста институции беа вклучени, Црвен крст и други, за да им помогнат на луѓето, односно со храна, со лекови, со слично. Какви се ресурсите во моментот според вашите податоци? Апсолутно, значи ние кога ќе фатиме, кога ќе пресретнеме обиди за илегална миграција, потоа ги враќаме од земјата од каде што доаѓаат, а доколку на било кој се разбира човечки, доколку било кому му е потребна лекарска помош, се разбира тука е и Црвениот крст, но и другите институции кои за да помогнат доколку некому е потребна лекарска помош или било каква помош. Тони, јас ти благодарам што беше дел од Македонија наутро. Инако, Кристина, миграцијата како феномен, односно во Македонија, почнува на големо да се зборува негде околу 2015 година, кога имаше голем бран на мигранти кои што мигрира од Грција кон Македонија, транзиција кон Србија и крајната цел кон западноевропските држави. Кики? Токму така, ние во денешното издание на Македонија наутро, на Меѓународниот ден на мигрантите, зборуваме за тоа какви активности превзема државата во однос на помош и поддршка на истите. Застанавме кај активностите на терен. Ајде, водители, објаснете ни, Сузана, што всушност прави Црвениот крст за поддршка? Така, значи ние сме 24 часа присутни на тие гранични, да кажам, премини во камповите во Винојук и Табановце. Имаме и своја сателитска канцеларија, така ја викаме ние, тоа е едно место
во Лојане, каде што имаме најголема можност да стапиме во контакт со тие лица кои што ирегуларно транзитираат низ државата. Значи се работи за поддршка во храна, хигиена, облека, лекови, медицински транспорт, секако можност да се јават на телефон на своите блиски во колку имаат желба да се направи спојување на семејство, посебно кога имаме малолетни деца, кога имаме групи на семејства, жени, лица кои што се со хронични здравствени заболувања. Значи сето тоа тимовите се добро обучени, бидејќи имаме една интересен состав во тимот, тука имаме лекар, имаме парамедик, потоа имаме или животоспасувач, потоа имаме логистика и преведувач. Така да многу лесно се остварува контактот со луѓето. Ирегуларната миграција во државата е нешто што не може да се контролира. Секогаш нашите бројки се малку поголеми од бројките на Министерството за внатрешни работи, заради тоа што ние 24 часа сме на терен. И идејата е дека Црвениот крст навистина самиот емблем кај луѓето предизвикува една сигурност и токму заради тоа мислам дека и причините зашто ние вака делуваме и секако се реорганизираме согласно потребите. Сакам да истакнам исто така еден многу важен сегмент дека во последните неколку месеци имаме зголемен број на семејства. Тоа е нешто што, да речам, ги менува сите тие извештаи кои што ги добиваме на дневна основа и поголемиот број на луѓе кои што доаѓаат во камповите, доаѓаат од Сирија. Меѓутоа имаме доста исто така зголемен број на лица од Непал и имаме голем број на лица во моментот од Африка. Бојана, во однос на правната помош, колку луѓе имате застапувано до сега? Македонското здружение токму оваа година бележи 20 годишнина и од над 160.000 генерално застапувани лица, можам да кажам дека преку 17.000 се мигранти или бегалци. Оние кои што се декларираат како бегалци имаат право на азил. Колку од нив го добиле? Кога зборуваме за миграција, морам да кажам дека миграцијата е генерално поширок поим кој што во себе може да ги опфати бегалците, меѓутоа и не мора. Мигрант е секој оној кој што решава да мигрира од една точка до друга точка за различни причини, дали внатре во државата или надвор. Меѓутоа, бегалци се оние луѓе кои што токму така мигрираат заради тоа што се прогонувани од својата држава или пак нивната држава не може да им пруži заштита од прогонот кој што тие го имаат. И поради тоа тие на некој начин се принудени да избегаат до следната безбедна земја која што за нив е безбедна. И легалното преминување на границите и патот условно кажано ветената земја многу често ги става во ризик и мигрантите, но и криумчарите кои што од целава оваа приказна сакаат да профитираат, па знаат да направат сериозен проблем и за себе и за нив. Така. Да, ние сето тоа го гледаме во Центарот за странци во Скопје. Таму Црвениот крст има свој здравствен пункт и кога лицата на терен ќе се најдат заедно со криумчарот, лицата се дел од оној судски процес против самиот криумчар. Навистина треба да бидеме многу внимателни, да бидат заштитени лицата кои што се нашле во таква состојба, меѓутоа истовремено нели зборуваме и за нас, за луѓето кои што се од другата страна, хуманитарните работници, значи тука има стандардни оперативни процедури кои што навистина многу добро треба да се почитуваат и тоа е тоа што ние го научивме од кризата, дека мораме заеднички да работиме на градење на капацитетите, бидејќи не е доволно само да се има хумана димензија во себе, заради тоа што може навистина да се направи голем хаос и катастрофа на теренот, токму од ова што ти пред малку Кристина го кажа, дека навистина во живото загрзувачка состојба се наоѓаат сите. Јас мислам дека ние како држава во делот на поддршката на лицата кои што ирегуларно минуваат низ државата и оние кои што бараат азил, пред малку како што рече Бојана, имаме добар систем, меѓутоа нели не сме дестинација која што е интересна и финална за лицата кои што минуваат низ државата, меѓутоа имаме негде околу 15 на луѓе кои што има добиена субсидијарна заштита, значи се во состојба да може да ја препознаат нашата држава како финална, меѓутоа ние допрва сега почнавме да го градиме системот за интеграција. Јас искрено се надевам дека тој процес малце побрзо ќе тече и дека нема да постојат бирократски процедури кои што луѓето на некој начин ги навраќаат на оној момент да размислуваат дека не, тука не е добро да се живее, дека е подобро да се оди кон Западна Европа. Имиграцијата, особено илегалната, е контраверзна тема во светот и многу често луѓето се фокусираат на негативната перцепција на истата од различни аспекти на живењето. Во тој контекст треба ли да се менува објективот преку кој треба да гледаме на миграцијата? Прво морам да кажам дека кога зборуваме за мигранти и бегалци, она што треба гледачите да го знаат е дека зборуваме за ранлива група на луѓе, кои што на ваков или таков начин се ставени во опасност да влезат во некој ланец, дали тоа е во ланецот на криумчарење или пак евентуално во
уште посериознат ланец на трговија со луѓе. Така што пред нив имаат одредени опасности кои што некои од нив успеваат да ги изминат, меѓутоа некои од нив не. Дефинитивно во нашата земја треба да се работи повеќе на интеграција, меѓутоа треба да се работи и повеќе на обезбедување на систем кој што ќе им пружи заштита и пристап до заштита на секој кој што ќе има потреба од тоа. Реалноста е дека бројките на пружена заштита, без разлика дали понизок степен субсидијарна заштита или пак повисок степен на признаен бегалец, кој што е навистина минорна е бројката, еден даден последен во 2016 година, некоја стапка имаме на отприлика 2 случаи на субсидијарна заштита во текот на годината, е мала бројка, меѓутоа и доколку е само еден човек кој што побара и навистина има потреба за заштита, државата треба да биде спремна да одговори на тоа. Имаме меѓу другото различни луѓе со различни животни приказни, затоа и ни треба да ги ставаме сите во ист кош. Различни категории на луѓе кои што по случај на околности морале да излезат од своите домови така, и да остават се падам. Да, така е. Они едноставно сите ние и тие кои што минуваат може да се најдат во состојба да го спакуваат својот живот во една торба. Какви се животни приказни? Значи тоа е нешто што навистина е тешко. И е психолошката поддршка што ние даваме на тимовите кои што работат на терен е исто така важна заради тоа што тие луѓе навистина со себе носат приказни кои што се едноставно загрижувачки заради тоа што не може да се спакува животот во една торба ако се нема потреба сето тоа да се прави. Значи они го пакуваат животот во една торба и заминуваат. Тоа може да ни се случи на сите нас. И сите да се најдеме во нивната улога и во нивните чевли. Заради тоа мислам дека ние сите како граѓани на една општествено одговорна заедница треба да го смениме објективот. Значи ако ние очекуваме луѓето кои што мигрираат од тука во Германија на запад да бидат третирани исто како и лицата кои што живеат во тие држави, зошто лицата кои што сакаат Македонија да одберат како финална дестинација не би биле исто така третирани како еднакви граѓани како и сите ние. Интересно е дека ние конкретно навистина многу работиме на интеграцијата и тоа ни е една, да кажам, важна улога што ќе ја работиме и цела 2024 со Министерството за труд и социјална политика. Во моментот, да речеме, Црвениот крст има вработено 2 жени кои што одлучија да останат во Македонија со нивните деца. Едната работи кај нас во Црвениот крст на град Скопје, а втората и помогнавме бидејќи е готвач по професија да биде вработена во еден ресторан. Нивните деца се интегрирани во училиштата, зборуваат македонски, тие зборуваат македонски, навистина се добре дојдени со сите нас, дел од сите наши настани. Навистина не гледам никаква причина луѓето да имаат ксенофобија или едноставно да не ги прифаќаат луѓето кои што одлучуваат да останат во нашата држава. Едноставно сметам дека ние треба да бидеме отворени кон сите нив. Бојана, ќе завршам со вас. Потребен ли е подобар систем за управување со мигрантите? Да, потребен е дефинитивно. Тоа фактички на некој начин е одговорот на моето претходно прашање, заради тоа што навистина до некаде ја потврламе со бројките, меѓутоа и увидуваме ненавремено дадена заштита, иако е за поздрав можеби што државата ги препознава ранливите категории, сепак тоа не е доволно отправен аспект во однос на тоа што го велат меѓународните документи, па и она што ние си го имаме заложено во нашите закони исто така. И само сакам да се надоврзам и на претходното прашање, дека според мене миграцијата може да се анализира навистина како позитивен феномен, бидејќи миграцијата сама со себе точно е дека може би носи определени негативности, луѓето не се спремни и склони кон промени, но од друга страна пак носи многу позитивности и гајање на некои може би понови пракси или пак традиции кои што се покажуваат како ефективни и добри за луѓето. Да. Тоа сакав сам да го надоврзам чисто како информација до граѓаните. Културните медиатори кои што ние ги воведовме во нашите тимови всушност се лица кои што се обучени да бидат дел од тој систем на интеграција и постојано да бидат со лицата кои што одлучуваат да останат тука. Значи заеднички да го поминат процесот на прилагодување во општеството. Имаме уште многу што да кажеме на оваа тема. Токму затоа нема 18 декември да го посветиме како единствен ден на мигрантите. Ова е тема која што е актуелна последниве 10 на 15 години, токму затоа го заслужува вниманието, па и да се менуваме и унапредуваме. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро.